Војниците од Гана, Нигерија и брегот на Слоновата коска се подготвуваат да се качат на брод со актери кои играат улогата на заложник. Тоа е прв пат по речиси 20 години антитерористичките вежби кои се водат од САД, познати како Флинтлок, да вклучуваат поморска обука за западноафриканските трупи. Некои учесници во Флинтлок се прашуваат зошто голем фокус на овогодинешната вежба беше на јужните делови на крајбрежните држави во Западна Африка. Терористичката закана за тие земји доаѓа од север, од милитантите поврзани со Ал-Каида и Исламската држава во Сахел и Боко Харем во северноисточна Нигерија. Организаторите на американската војска соопштија дека барањето за поморска обука дошло од нивните африкански партнери. Гана е прекриена со реки кои се протегаат од север кон југ, што значи Волта, Пра, Анкобра. Овие поморски канали се патишта за насилните екстремистички организации или терористички групи да вршат активности поврзани со рутите за снабдување на југ, а исто така може да бидат и патишта за бегство и инфилтрација. Заливот на Гвинеја во Западна Африка беше на насловните страници во последниве години, бидејќи се чинеше дека ги замени водите во близина на рогот на Африка како жариште на континентот за пирати. Сепак, од 2021 година пиратите целосно исчезнаа во заливот. Меѓународната поморска организација го укина од списокот како област на загриженост. Аналитичарите велат дека недозволената активност, што ја има најголемото влијание, сега е кражбата на нафта на море. Тоа не е напад на бродови во смисла на кражба на нивниот товар или киднапирање на нивниот екипаж. Она на што видовме скок на крајот на минатата година беше кражбата на нафта. Кражбата на нафта е веројатно единствената најголема грижа за Нигерија во моментот. Нигерија не е сама. Гана исто така се надева дека ќе се бори против недозволените активности на море. Гана дупчи нафта, така што мораме да се погрижиме да се осигуриме дека тие области се заштитени и обезбедени. Бидејќи штом ќе дојде во рацете на незаконски луѓе, тоа е на штета на целата земја. Експертите велат дека кражбата на нафта е се поголем проблем, иако нема статистика за низината фреквенција. Истрагата на Нигерискиот сенат минатата година покажа дека помеѓу јануари и август минатата година земјата изгубила повеќе од 2 милиарди долари приход поради кражба на нафта на копно или на море. Винс предупредува дека падот на пиратството може да биде краткотраен. Лошата вест е дека ова е циклично во комбинација од многу високи цени на нафтата до дополнително влошена руска инвазија на Украина. Се сомневам дека пиратите сега станаа кратци на нафта, може да се вратат во некои од нивните пиратски активности ако цената на нафтата се намали. Експертите велат дека заштитата на економиите, а со тоа и стабилноста и просперитетот на западноафриканските земји игра улога во борбата против регрутирање терористички групи. Според тоа, поморската обука на јужниот брег може негативно да влијае на Ал-Каида, Исламска држава и Боко Харам.